На државата и треба нова архитектура и структура во управувањето за примарни да бидат категориите отчетност, надзор, контрола и рационализација на трошоците, изјави Слажена Тасева на денешната прва конференција за реорганизација на државата. Сето тоа ќе се подведе под еден закон и ќе се воспостави целосно нова архитектура и структура на работењето на државната управа, што ќе обезбеди таа да биде и поекономична, и да биде и поефикасна, и да биде поодговорна и отчетна кон граѓаните. Што предвидената државна реорганизација ќе значи во пракса? Во практика ќе значи дека неколку институции, агенции ќе бидат споени во едно, бидејќи за сега значи има констатации од експертите дека го вршат истата работа и треба да бидат едно, не две или три во некој случај. Едно од основните прашања во оваа намера е и дали ова ќе значи намалување на бројот на вработените на огромниот контингент вработени во државните институции. Ќе има намалување на бројот на директори и на членови на управни одбори, а не на вработените, бидејќи вработените ќе бидат трансферирани. Значи со реорганизација нема ни еден вработен да биде отпуштен од работа, бидејќи посебно во централна власт ние имаме дефицит на вработени, така што можно е да има прераспределување, меѓутоа вработените ќе останат. А да, ќе има директори кои денеска се директори, а во 2024 штом таа институција нема да има веќе директор, нема да бидат директори. Предвидената реорганизација е во рамки на ИПА проект финансиран од Европската Унија, а во оваа фаза од вкупно 17 пилотираат Министерствата за економија, земјоделие и информатичко општество.